Представници од Унгарската асоциација Кронос одржаа работна средба со градоначалникот на Кочани Николчо Илиев и со тим од Центарот за развој на Источниот плански регион. На средбата се разгледуваа можностите за оформување и аплицирање проекти од областа на заштитата на животната средина, а за што би се барала подршка од фондовите на Европската Унија. На средбата беше нагласена и потребата од заедничко дејствување за остварување на регионалните заложби за зачувување и заштита на природните ресурси, поради што унгарските активисти ги мапираат потребите на општините од Македонскиот исток. Градоначалникот Илиев истакна дека Кочани веќе има приоритетни предлог проекти, при што акцентот е ставен на можноста за искористување на оризовата слама во производство на електрична енергија, проект што воедно ќе обезбеди и заштита на животната средина од сегашната практика на земјоделците да ги палат жетвените остатоци. Исто така, нагласена и големата потреба од изградбата на постројки за прочистување на отпадните води на Пониква, како и на можностите за искористување на геотермалната вода во бањски цели. На состанокот со унгарските представници беа представени и активности поврзани со решавање на загубите на вода од водоснабдителниот систем во Кочани, за што локалната самоуправа и комуналното претпријатие Водовод имаат подготвен план. Заеднички заклучок од работната средба е дека предноста на Кочани во однос на другите општини од регионот е што за голем дел од проектите веќе располага со подготвена техничка документација, со што реално може да се добие европска финансиска помош. Представниците од Унгарската асоциација Кронос имаа работна средба и во општина Виница, каде се сретнаа со градоначалникот Ивица Димитров. При тоа било истакнато дека асоциацијата веќе има своји канцеларии во Србија, Црнагора и Хрватска, а планира да отвори и во нашата земја. При тоа се реализира програма што опфаќа пред се инвестициски сложени проекти со минимална вредност од 400.000 евра од областа на животната средина. Проектите кои би биле прифатени се финансираат од Лайф фондот на Европската Унија.